Продолжуваме со разговор во нашето студио Минути за култура во Македонија. Наутро зборуваме за активностите на културно-информативниот центар во Истанбул за македонската културна и духовна ризница. Наш гостин Димера Тајковски, директор на центарот и наш колега новинар. Диме, добро утро, добре ни дојдовте во емисијата. Добро утро и поздрав до гледачите на македонската телевизија и секогаш со радост се навраќам дома на ова куќа, да, се разбира, се вратив дома. Познати простори, познати луѓе и секогаш со задоволство чекорам низ овие простори. Да, убаво чувството кога си дома, се разбира. Се разбира, да. Турција е држава што изобилува со историско, културно и уметничко наследство и воопшто вековна вредност на култура. КИЦ во Истанбул е важна и значена институција за промоција и за размена на културните вредности. Колку Македонија ги промовира културните вредности? Па јас сега можам да говорам стрикно за колку Македонија ги промовира културните вредности во Република Турција и верувам дека со напорите кои што ги прави Министерството за култура и туризам, се разбира преку програмата на културно-информативниот центар, можам да се пофалам дека во изминативе 2 години навистина културната промоција на Македонија достигна едно прилично високо ниво, за што сум особено горд и се разбира дека нашата работа како центар нема да застане тука. Тоест, ќе се обидеме да целата таа промоција ја напреднеме уште повеќе и да го зголемиме обемот и видливоста на македонската култура, а со тоа и промоцијата на македонските уметници, на македонските сликари, на македонските музичари во Република Турција, затоа што Турција е навистина едно плодно поле каде што македонската култура е прифатена и на македонската култура се гледа со радост. И верувам дека во периодот кој што следува, апсолутно нашата видливост во културно-информативниот центар и особено на турската културна сцена ќе биде зголемена, имајќи во предвид дека токму од месец март почнавме со новата програма за 2026 година, каде што имаме направено избор на навистина квалитетни проекти и квалитетни уметници кои што ќе ни дојдат да ни гостуваат во културно-информативниот центар. Вие како директор на културно-информативниот центар во Истанбул донесовте, промовиравте многубројни уметници од нашата држава, па кои би ги издвоиле како најуспешни? Па сега не знам колку би било благодарно да или неблагодарно би рекол да именуваме поединечни имиња, групи, уметници и така натаму, меѓутоа јас ќе кажам дека сите оние кои што ни дојдоа на гости во Истанбул да ја промовираат македонската култура, навистина го направија тоа максимално професионално и во склоп со она што значи навистина македонската културна сцена и како таа треба да се презентира на меѓународни рамки. Се разбира, секогаш може повеќе и секогаш може повеќе во суштина да се даде и ние се обидуваме како центар да го постигнеме тоа. Од она јас што би го издвоил од оваа година за 2026-та, навистина можам да кажам дека фокусот во изминатите 2 години беше повеќе комерцијален, меѓутоа во оваа година повеќе акцент заедно со комисиите кои што работат во Министерството за култура по однос на изборот на програмата за центрите, вклучително и Истанбул, се обидовме да направиме програма која што на еден начин ќе ја доближи не само македонската култура до турската јавност, туку ќе направиме иницијација да од големиот дел на македонска емиграција која што живее во Република Турција, сите оние творци кои што живеат таму, да центарот биде еден вид одскочна даска и за културата која што ја создаваат нашите иселеници и да биде промовирана во Македонскиот културен центар, а со тоа да направиме еден мост на соработка за таквите проекти и таквите личности да ги донесеме и во Македонија со своји проекти и со своји активности. И верувам дека ќе успееме да го направиме тоа. Еве, например, оваа година ќе го издвојам концертот на Елена Христова и групата Баклава и не случајно ги набројувам овие проекти, затоа што концертот на Елена Христова и групата Баклава ќе биде обработка на стари јуручки песни од источните делови на Македонија. Знаеме кои се јуруците како народ и како култура и знаеме дека се директно поврзани со Република Турција, особено во пределите на Централна Анадолија. Ние се уште имаме активна јуручка култура која што веќе со векови е врзана со културата на балканските јуруци и тој тип на проекти се проекти кои што навистина побудуваат внимание. Конкретно ќе споменам, ние на 10 март
тоа беше пред неколку дена, ја отворивме официјално програмата на центарот со еден сличен проект, именно направивме промоција на македонската гајда и турскиот тулум. И тоа го направивме по повод 10 март, интернационалниот ден на гајдата. Именно верувам дека гледачите се запознаени дека Република Македонија и Турција заеднички крајот на 2024 година институционално ја заштитија гајдата на листата на УНЕСКО како нематеријално културно наследство. И тоа е само еден вид почеток на заедничките културни проекти помеѓу македонските институции, а центарот тука неговата улога е да биде посредник или еден вид канал помеѓу институциите во двете држави. И токму со овој проект за промоција на гајдата, навистина успеавме да направиме нешто кое што верувам дека ќе продолжи во иднина, а тоа е да обрнеме внимание и на посериозна промоција на проектите кои што се важни во двете држави и проекти кои што не спојуваат. Проектот беше реализиран во соработка со двете централни институции во државите, тоа е Управата за заштита на културно наследство и во Македонија и во Република Турција, со експерти од двете држави кои што ја доловија гајдата како инструмента, со тоа и македонската и турската фолклорна традиција и нејзиното значење пред турската јавност. Јас верувам дека ваквиот вид и ваквиот тип на проекти успешно ќе се донесат и ќе се промовираат и во Македонија, за и македонската јавност да биде запознаена со турскиот тулум. Кога велам турскиот тулум, турскиот го ставам во наводници, затоа што тулумот како инструмент доаѓа од Турција, од турското поднебје, меѓутоа е карактеристично за определени народи, култури кои што живеат во северниот дел околу Црното море, Караденис и така натаму, кои што и не припаѓаат на туркиската група народи, меѓутоа врзани се со Турција и со турската култура и се дел од турското културно наследство. Исто така имаме во овој контекст и промоција на двајца многу важни личности за нас во центарот, првенствено затоа што од бројната македонска заедница која што верувам ако излезат бројките и ги видиме бројките, се навистина можеби за нас шокантни, затоа што бројот на население кое што емигрирало од Македонија во Република Турција навистина е поголемо. Е големо, дури и поголемо од денешното целокупно население на територијата на Македонија. Самиот појас од Чанакале до Измир, Маниса, потоа енклавите кои што ги имаме од Лозанскиот мировен договор 20-тите години на територијата на Централна Турција, Кападокија и така натаму, навистина има голем број на македонска емиграција и ние се убедуваме кај сите оние кои што се јавува желба за создавање по однос на тоа што значи нивната татковина Македонија и поврзувањето помеѓу двете култури, и тука ние како центар првенствено излегуваме во пресред. Имаме еден прекрасен фотограф, ќе го напоменам, Невзат Илдиран, кој што по потекло е од Битолскиот регион, Демир Хисарско, кој што и долг период од своето работење беше и председател на Фотосојузот на Истанбул, ќе отвориме и негова изложба оваа година, а се разбира тука ќе го имаме и традиционално нашиот почитуван Ерол Туфан, поет, кој што нормално е роден, потекнува од Македонија, живее и работи во Истанбул, твори на македонски јазик, се уште и заедно со професорот Венко Андоновски ќе ги имаме оваа година во центарот, така што можам да се пофалам дека подготвуваме на вистина убава и плодна програма за 2026. Бидејќи сте голем истражувач на историјата, колку турците знаат нашата историја како Македонија? Па генерално зборот Македонија кога ќе се каже и кога ќе се спомене во Турција има еден вид, се почитува со пиетет и верувам дека представува некаква светиња за турците. Не случајно, јас знам и доста шековито да разговарам на оваа тема со моите пријатели во Турција. Именно Македонија, низ историјата, бидејќи заедно со Турција сме живееле во заедничка империја 500 години, се станува збор, се разбира, за Османлиската империја и навистина во тој еден заеднички живот ние делиме заеднички културни вредности, историски слоеви и така натаму, кои што се чувствуваат и во денес и во двете култури. И по многу нешта ние ќе заприметиме, па дури и да сте обичен турист од Македонија да отидете во Турција, ќе заприметите многу сличности со
нашето поднебје. Не само во областа на гастрономијата, културното наследство и така натаму, него и во лингвистиката. И сето тоа се манифестира и е доста прилично видливо. Турците ја сакаат Македонија генерално и она што можеме да го забележиме во Македонија е се поголемиото присуство на турски гости и туристи од Турција кои што ја посетуваат Македонија и тоа е видливо на нашите улици, особено затоа што кажав едно од имињата во турската национална и политичка историја, па би рекол и културна историја е непосредно врзано за Македонија. Станува збор за Мустафа Кемал Ататурк, таткото на модерна Турција, кој што знаеме, Битола, Солун, Коджаджик и така натаму се трите места кои што го поврзуваат Кемал Ататурк со Македонија. Несомнено, првиот премиер на републиканска Турција, Али Фетиокјар, е роден во Прилеп. Има голем број на личности од републиканската ера во турската историја, кои што по балканските војни нормално го превземаат државниот апарат во Истанбул и во Анкара подоцна и ја градат современата модерна Турска република. Така што улогата на Македонија во креирањето на модерната турска држава е навистина голема и сигнификантна. И тоа треба да се потенцира и ние секогаш треба да го имаме тоа во предвид кога разговараме со нашите колеги од Турција, со нашите пријатели од Турција, затоа што не е само поблиската историја, него и подалечната историја не спојува, можеби не директно со турската култура, колку што со турското археолошко богатство, именно сите оние походи и освојувања на уште од времето на Александар Македонски поминувале низ територијата апсолутно на Мала Азија и стигнувале тамо некаде до Блискиот Исток и кон сите тие трасирања, кон сите тие патеки се оставале значајни белези и од она што некогаш е македонско, не навлегувам дали тоа денеска е поврзано директно или не е поврзано со нас, меѓутоа е дел од нашето битие и ние не смееме да го игнорираме и во Турција се свесни за тоа. Имено јас често имам една практика, особено викендите ги користам за истражување. Јас сум човек кој што е историчар по вокација, јас сакам и археологијата исто така, па се обидувам да најдам моменти кога навистина ќе избегам, затоа што Турција е пребогата со археолошки локалитети, па да видам нешто од она што е најново и во турската археологија, па знам често да отидам на некои од локалитетите и наидувам на често на прашања заедно со групата на турски археолози кои што патуваме, често на прашање кој одовде од Македонија имаме да му кажеме интересна работа, интересни факти и така натаму, затоа што несомнено тие цивилизации како се движеле од Анадолија кон Балканот и од Балканот кон Анадолија оставале заеднички траги и тие траги ден денес се видливи и треба да ги знаеме и треба да ги посетуваме. Токму така. Еве македонската културна и духовна ризница нормално е привлечена за многу странски истражувачи. Какво е вашето искуство на ова поле? Познавате ли луѓе во Турција кои истражуваат нашиот терен малку поинтензивно? Па се разбира. Турција се обидува институционално максимално да биде присутна на територијата на Македонија, затоа што на територијата на Македонија има голем дел од културното богатство кое што е оставено низ вековите, а дел од таа заедничка османлиска култура која што ние ја живееме. И верувам дека турските институции, нивниот интерес во минатото се покажа дека е силен, меѓутоа и во иднина верувам дека заеднички ќе направиме напори да соработуваме во многу области, особено во делот на реставрацијата и конзервацијата на голем број од османлиските објекти. Имено проектите на Турскиот културен институт Юнус Емре се многу силни и многу активни овде во Македонија, меѓутоа исто така би рекол дека и агенцијата ТИКА која што финансира и спонзорира културно наследство и конзервација на културното наследство и во иднина ќе биде присутна на територијата на Македонија. Се разбира, од ние во минатиот договор за центарот ни беше вклучен и еден од значајните белези на османлиската култура, тоа е Куршумлијан објектот, кој што веруваме дека во иднина ќе може да добие едно ново руво и една нова видливост и верувам дека таквите проекти во иднина ќе бидат побројни и ќе бидат повидливи. Имено почина деновиве еден голем пријател на Македонија, кој што беше и
и дел од Македонската академија за науките и уметностите, професорот Илбер Ортајли, кој што е историчар и еден од видните историчари и најголемите историчари на турската нација и голем пријател на Македонија, така што често он се навраќаше во неговите книги и во неговите дела за Македонија, објаснувајќи Османлиска Македонија, пишувајќи за Османлиска Македонија и така натаму. Особено да напоменам дека и турскиот државен архив, особено Османлискиот архив, изобилува со голем број документи кои што говорат на темата Османлиска Македонија и Македонија во општо, така што верувам дека и таму има голем број на истражувачи, турски историчари, лингвисти и од останатите науки, академици и професори кои што се интересираат активно за Македонија и работат на таа тема. И токму наша работа во центарот е таквите луѓе да ги донесеме и да ги препорачаме на македонската јавност за навистина да видиме дека имаме пријатели и од другата страна кои што се грижат за она што е заедничко. Ќе го заокружиме овој разговор со вашата голема љубов. Фотографијата за вас е документ, историја, естетика и уметност, а ваша желба и цел да се има музеј на фотографија. Тоа е една желба која што се јави кај мене, меѓутоа морам да напоменам дека не само кај мене, туку кај определен број ентузијасти кои што работат активно фотографија во Скопје и Македонија. И можеби фотографијата во Македонија е еден од медиумите или уметностите која што на еден начин самата култура ја маргинализира, а не би требало да биде така, затоа што фотографијата е многу значајна и од културен аспект, меѓутоа и од историски аспект за нашата држава. Имено во 2023 година во септември, како колекционер на стара фотографија, со уште еден колекционер на стара фотографија Душко Апостоловски од Прилеп, направивме заедничка изложба во Ману на оригинална фотографија од илинденскиот период и тоа за прв пат во македонската историја од 44-45 година па се до 2023 година немаше изложба на оригинални историски фотографии. Ние ја направивме првата, а како продолжение на таа изложба продолжуваме во 2026 година, сега оваа година, крајот на годината, со навистина би рекол еден фонд на фотографии кој што ќе го прикажеме пред јавноста, и тоа за прв пат ќе го прикажеме пред јавноста, кој што навистина ќе отворат една нова светлина и едно ново гледање на историјата. Меѓутоа не само тоа, туку и ќе вбројат фотографијата како автентичен историски извор кој што навистина и на сите истражувачи и на историчарите ќе може да им помогне во она што го работат професионално, зборувам за историографијата, затоа што таму има нови информации, има нови вести, можеме да видиме ликовите како изгледале автентично и така натаму, и верувам дека нема да застанеме таму. Продуктот, она што ме прашавте, вашето прашање, продуктот на целиот овој ентузијазам кој што го даваме ние индивидуалците е да сето ова пробаме да го институционализираме. И тука почнува нашата борба. Да и дадеме свое место на фотографијата. Не само како центар за истражување на историска фотографија, затоа што такво нешто ниту една институција во моментов не прави, и токму потикот е тој, да направиме институција која што ќе работи таа работа, туку и да обрнеме внимание и на современата фотографија, на современата фотографијата како уметност, на македонските фотографи, па дури и да го донесеме најдоброто од европската и светска фотографија во Скопје и Македонија. И верувам дека и ние како држава, и ние како култура треба да бидеме во тек со она што го работи светот по однос на фотографијата, и од тука е мојата желба и мојата интенција да се реализира во иднина едно такво здание и се разбира да зрачиме со една таква позитивна култура, првенствено за нас, меѓутоа и за сите оние странци, туристи кои што ќе сака да го посетат Скопје и Македонија. Со оглед на тоа дека е скоро 9 часот и време е за вестите, само накратко, колку ти фали македонската радиотелевизија и новинарството? Па, обично многу, морам да кажам многу. Телевизијата е нешто што влегува под кожа и тешко можете да излезете од сето тоа. Дури имам и забелешки од дел од колегите, можеби фокусирај се повеќе на тоа што си пратен таму
директорското место во центарот, остави тоа друго, меѓутоа не е така. Кога сте автор, кога сте творец, кога сте новинар, тоа е нешто што тлее длабоко во вас и тоа тешко можете да го искорените. Тоа е една огромна љубов. Диме, благодариме многу што ни беше гостин. Те очекуваме се разбира повторно, многу убави настани, да, успеси во иднина и зошто да не и ние да те посетиме во Истанбул. Со задоволство ве чекам, ве очекувам. Благодарам што